Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Гевгелија, почитуван градоначелник, директор на Акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, пратенички, почитувани присутни. Драго ми е што денес сум во општина Гевгелија, веќе остваривме средба со градоначалникот на општината, разговаравме за сите значајни проекти кои што се приоритетни за општината, за граѓаните, со што во идниот период продолжуваме да решаваме голем дел од проблемите на граѓаните, но сега во моментот сме на овој значаен проект исто така за општина Гевгелија, а тоа е изградбата на ова социјална стамбена зграда, која што е со некаде вредност од околу 80 милиони денари и со висина П+4 и 52 стана. За мене е значајно дека работите се одвиваат со одлична динамика и според изведувачите оваа зграда која што има рок за реализација некаде март 22 година ќе биде реализирана и завршена пред финалниот и крајниот рок за изградба. Средства за ваков тип на проекти има во Министерството за транспорт и врски, преку 130 милиони денари и очекувам да ги реализираме сите средства во текот на оваа буџетска година. Посакувам да ваквите објекти бидат навистина корисни за граѓаните. Знам дека ќе решиме многу прашања на наши семејства, на наши сограѓани на кои што им е потребно ваква подршка и сместување. И заради тоа реализираме голем дел на стамбени единици. Во моментот некаде околу 600 стамбени единици за социјално ранливи семејства и категории се реализираат на територијата на целата држава, а планот ќе го каже секако и директорот за во текот на оваа година продолжуваме со уште така посилна динамика и продолжување на изградбата во другите градови. Така што во однос на останатите проекти преку КФВ банка даваме целосна подршка и веќе дадовме одобрение за реализација на еден многу значаен проект за граѓаните на општина Гевгелија и на општина Кавадарци, кои што аплицираа заеднички и проектот од некаде над 4 милиони евра за двете општини веќе е одобрен, ќе биде распишан некаде во март месец од страна на општината и ќе бидат решени големи и значајни прашања од делот на водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води. И во делот на гасификацијата секако имаме доста значаен проект на магистралниот гасовод, кој што имаме веќе готова проектна документација, студија за заштита на животната средина и нашите очекувања се дека во текот на летниот период ќе се извади одобрение за градење за да биде распишан и тендерот за изградба некаде до крајот на оваа година за кракот од Неготино до Гевгелија, со што ова ќе биде и уште еден чекор кон поврзување со интерконекторот со Грција. Во текот на наредниот период секако општините и ќе работат и на проектирање и на секундарните мрежи, но наша обврска е да ги решаваме магистралните гасоводи како министерство и преку НЕР заедно да ги отклонуваме сите прашања. За мене е многу значајно што во текот на оваа година ќе завршат и изградбите на двата краци кон Битола и кон Гостивар и ќе се фокусираме и на останатите значајни проекти во делот на магистралните гасоводи низ државата. Продолжуваме со работа активно. Пандемијата ќе ја победиме само со инвестиции, со реализација на многу капитални значајни објекти за граѓаните и за државата. Ви благодарам. Кога сме да представиме уште еден објект кој што има социјално значење, значи како што каже министерот, се гради интензивно зградата во Гевгелија која е од социјален карактер. Се работи за 52 стана кои што во наредниот период ќе се изградат и ќе се дадат на сите оние лица кои што им е потребно. Она што би сакал да го потенцирам во наредниот период е дека интензивно продолжуваме на сите оние градби кои што се предвидени согласно нашата годишна програма, кои што се однесуваат на социјалната изградба на становите. Во тој аспект пак ќе ги потенцирам дека сме при крај во делот на Велес, значи Велес набавката е завршена, во наредната недела веќе ќе почне таму интензивно да се гради и таа социјална зграда. Пехчево очекувам исто така набавката да се заврши во текот на наредната недела, така да сите оние набавки кои што ги предвидовме интензивно, мислам дека ќе ги завршиме некаде најдосна со мало задоснување најдосна до март месец. Силно сме посветени, како што каже министерот, на изградба на вакви објекти од ваков тип. Очекувам дека по завршување на проектот во март месец со сите овие социјални згради ќе најдеме сили да седнеме уште еднаш со банката која што го поддржува овој проект, да разговараме, како што спомнав и на претходните пресконференции, веќе сме во преговори за
нов проект. Очекувам дека надосна до 6 месец ќе го објавиме тој нов проект за нови социјални згради кои што ќе се градат во наредниот период. Благодарам. Јас сум пред се среќен што денес во посета беше министерот за транспорт и врски на општина Гевгелија и се наоѓаме тука на изградбата на стамбена зграда за домување на лица со социјални ранливи категории. Добро е што се инвестира и во таа насока во општина Гевгелија, добро е што дел од централните инвестиции доаѓаат во општина Гевгелија. Имавме и пред тоа работна посета, каже министерот, отворивме разни темни. Јас сум презадоволен од комуникацијата со министерот, од начинот на кој ги решаваме проблемите, од имањето од негова страна слух за потребите на општините и се надевам дека во иднина сите проекти кои општините ги има отпочнато, а кои ќе треба поддршка од централната власт, од конкретното Министерство за транспорт и врски, ќе бидат поддржани се за добробит на граѓаните на општина Гевгелија. Благодарам.